Ова се настаните од денес. Два случаи на врсничко насилство во охридските училишта за краток период. ЕВН ги исклучила од струја сите водоснабдителни системи во Дебарца поради неплатен долг. Нема да се намалуваат цените на становите во Охрид. Вандалија на Грдија Василичарската епопеја, првиот мурал кој го разубави Вевчани. Северна Македонија е фактор на стабилност во регионот, кажа премиерот Ковачевски по неформалниот состанок на лидерите на земјите членки на НАТО од регионот. Со содржините на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме претежно облачно време со слаби врнежи од дожд и максимална дневна температура од 12 степени Целзиусови. Во четврток во северните делови на Европа ќе превладува нестабилно време со врнежи од дожд и снег кои што ќе бидат проследени со засилен ветер со удари до 100 км на час. Услови за локални врнежи ќе има и на југ од Апенинскиот и од Балканскиот полуостров. Во останатите предели ќе превладува стабилно време со локална облачност и релативно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе биде ветровито и студено со пад на температурите во северните и централните предели. Во крајните јужни предели пак нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури од 6 до 20 степени. Во Македонија во четврток ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ветровито и свежо со дневни температури кои што се за некој степен над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Минималните температури ќе се движат во интервал од 2 до 9 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 7, односно до 15 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 7 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 12 степени. Во петок во Охрид ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 11. Во сабота облачно време со пообилни врнежи од дожд, ветровито и студено време, а во попладневните и во вечерните часови врнежите ќе бидат од снег. Минималната температура од 0 степени, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени. Во недела во утринските часови врнежите ќе престанат и во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и температура до 3 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Black Friday во Максипринт со најдобрите понуди досега. Одлични цени на камери, рампи, лизгачки и крилни врати, аларми, смарт уреди за смарт хоум. Од 21 до 30 ноември. Цела недела попусти и екстремно ниски цени. Не пропуштајте ја понудата на Black Friday Days во Максипринт Distribution. Максипринт, синоним за безбедност. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време.
Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Прекршочна пријава за родител на малолетник кој претепал со ученик во основно училиште во Охрид. Во друг случај, родител предупреден дека ја запоставува должноста за воспитување на своето дете, што резултирало со насилничко однесување во училиштето. Ова се само пријавените и регистрирани случаи на врсничко насилство кои завршија во полициски билтен изминатиот месец. Проблемот е голем и сериозен, велат од СВР Охрид. Најважна е едукацијата за превенција, препознавање и пријавување на ваквите случаи, вели портпаролот на секторот Стефан Димовски. Два случаи на врсничко насилство за краток период регистрирани во основни училишта во Охрид. Полициските службеници од Одделението за превенција при СВР од Одсекот за малолетничка деликвенција во соработка со представници од Центарот за социјални работи оствариле контакт со родителите на двете малолетни лица. Констатирале дека родителите ја запоставиле својата должност за грижа и воспитување на малолетно лице, при што против еден од нив поднесена е прекршочна пријава. Нашата пријава која што неодамна ја поднесовме против еден родител е токму во контекст на неводење грижа на родителот за својот малолетен син, што резултираше со физичко насилство во училиштето и нанесување тешки телесни повреди на еден соученик. Додека во претходниот случај по остварениот контакт со родителот на малолетникот и понатаму имаме согледување на однесувањето на истиот и доколку се разбира продолжи таквото однесување, ќе има поднесување на слично барање. СВР Охрид во своето делување во доменот на врсничкото насилство работи во координација со другите надлежни служби, Центарот за социјални работи, јавен обвинител, службите во училиштата за психолошка поддршка, советите на родители, се со цел превенирање и решавање на сите појавни облици на насилство помеѓу младите во училиштата. Најважна е едукацијата за превенција, препознавање и пријавување на ваквите случаи, вели портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Во континуитет, полициски службеници од Одсекот за превенција, како и од Одсекот за компјутерски криминалитет, вршат едукативни предавања на тема сайбербулинг и булинг. Тоа се термини кои што се, би рекол, современи во однос на сленгот и јазикот помеѓу младите, и тоа всушност значи презентација и интерактивна комуникација со младите на оваа тема врсничко насилство. Облиците се бројни, а посебно бројни се облиците на манифестирање на или обиди за манифестирање на врсничко насилство на социјалните мрежи. Во решавањето на овој проблем на врсничко насилство, најважната улога ја има семејството и родителите и нивната родителска грижа
нивната комуникација со децата и препознавање на се она што одстапува од, би рекол, едно нормално однесување на нивните деца. Димовски апелира до младите да се воздржат од психичко и физичко насилничко однесување, бидејќи тоа пред се има сериозни последици врз жртвите, а насилниците, иако малолетни, подлежат на санкции според Законот за прекршоци против јавен ред и мир и Кривичниот законник. Евана денес ги исклучила сите водоснабдителни системи во Дебарца за долг од 2 милиони денари, иако им било предложено јавното предпријатие на месечни рати да го сервисира и овој долг, информира градоначалникот Зоран Ногачевски. Без вода покрај жителите на Дебарца останале и болницата Свети Еразмо и меѓународниот аеродром Свети Апостол Павле. Евана денес ги исклучила сите водоснабдителни системи во Дебарца. Без вода покрај жителите на Дебарца останале и болницата Свети Еразмо и меѓународниот аеродром Свети Апостол Павле. Градоначалникот на Дебарца Зоран Ногачевски објави дека станува збор за долг од 2 милиони денари, за кој на Евана и било предложено јавното комунално предпријатие да го сервисира на месечни рати. Според градоначалникот, оваа постапка на Евана е спротивна на правилата за снабдување со електрична енергија. Пред 3 месеци, со одлука на Советот на општината Дебарца, го презедовме долгот од јавното комунално предпријатие Дебарца за неплатена електрична енергија кон Евана во износ од преку 18 милиони денари и истиот редовно го сервисираме, вели Ногачевски. Со цената на водата која утврдува регулаторна комисија од 19 денари за метар кубен, индустриската цена на електричната енергија за водоснабдување и блокирана сметка, не само нашето, туку ниту едно јавно предпријатие не може да излезе на крај. Дали вака постапувате и кон другите водоводни предпријатија кои ви должат милионски суми во евра за електрична енергија, прашува градоначалникот Ногачевски. Нема да се намалуваат цените на становите во Охрид. Метар квадратен во центарот на градот чини околу 1500 евра, а во првата зона на Кеот Македонија недвижностите се движат од 1500 до 2000 евра за метар квадратен. За разлика од минатото, последниве години Охрид бележи умерена урбанизација, согласно препораките на УНЕСКО. Понудата е помала, но поквалитетна. Цените на становите во Охрид остануваат релативно високи. Метар квадратен во центарот на градот чини околу 1500 евра. Во првата зона на Кеот Македонија, недвижностите се движат од 1500 до 2000 евра за метар квадратен. Надвор од централното подрачје цените се од 1100 до 1300 евра за метар квадратен. Според добрите познавачи, цените нема да се намалуваат, се очекува да останат непроменети или да растат. Цените ги диктира пазарот, а пазарот го создава, значи, понудата и побарувачката. Ние имаме помала понуда, ама имаме многу голема побарувачка, така да не очекуваме дека цените ќе одат надолу, трендот ќе биде за да одат цените нагоре. Во иднина очекувано е дека Охрид како топ туристичка дестинација ќе одат цените на недвижностите нагоре. Голем интерес има и за градежни инвестиции на брегот на Охридското езеро, од населбата Рача до Пештани, но потребна е урбанизација. Особено е голем интересот за инвестирање во градежни парцели, каде што потенцијалните купувачи сакаат, имаат желба да изградат вили, луксузни вили со поглед кон езерото, непречен поглед, и за таа цел потребно е да се изврши урбанизација на тој дел, како би се создале услови за да може да се задоволат потребите на тие клиенти. За разлика од минатото, последниве години Охрид бележи умерена урбанизација, согласно препораките на УНЕСКО. Понудата е помала, но поквалитетна. Вандали ја нагрдија Василичарска епопеја, првиот мурал кој го разубави Вевчани. Министерката за култура најостро го осуди вандалскиот чин и апелира до надлежните органи за откривање на сторителите. Муралот беше промовиран на 19 ноември и е приказ на целата церемонија и приказна на вевчанската вековна традиција. Муралот Вевчанска епопеја во центарот на Вевчани не издржа ниту 3 дена. Монументалното дело, прво од ваков вид во Вевчани, е оштетено. Министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска го осуди вандалскиот чин на оштетување на муралот.
Василичарска епопеја во центарот на Вевчани, поддржан од Министерството за култура, е израз на почит кон вевчанската традиција, историја и култура и треба да се вреднува како општо национално добро. Неприфаќањето на уметничкото облагородување на јавен простор, што ја засилува убавината на Вевчани, не користи никому, а уште помалку да е предмет на поделби од каков било вид, објави министерката во реакцијата. Министерката додаде дека очекува осуда за вакви чини од локалната власт и постапување на надлежните органи за откривање на сторителите кои го уништија делото, а кој е активен придонес во збогатување на животот на Вевчани и на посетителите на општината. Ова вредно и оригинално уметничко дело беше промовирано на 19 ноември и е приказ на целата церемонија и приказ на вевчанската вековна традиција. Муралот оддава почит на богатиот културен опус на Вевчани, наследството на нашиот негуван вевчански карневал, еден од најстарите европски и први карневали во државата зачленет во Светската карневалска федерација. Проектот кој ја доби поддршката од Министерството за култура ја надминува естетиката и е доказ за нашата посветеност да го зачуваме и славиме нашето културно наследство, посочи Министерката за култура. Северна Македонија е фактор на стабилност во регионот, кажа премиерот Димитар Ковачевски на заедничката пресконференција по завршувањето на неформалниот состанок на лидерите на земјите членки на НАТО од регионов. На состанокот се разговарало за актуелни прашања за регионот и неговата стабилност, безбедносните ризици, сајбер безбедноста и други важни прашања од интерес на алијансата. Председателот на владата на Република Северна Македонија Димитар Ковачевски, заедно со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, председателот на владата на Албанија Еди Рама, председателот на владата на Црнагора Милој Коспајич и председателот на Хрватска Зоран Милановиќ по завршувањето на неформалниот состанок на лидерите на НАТО сојузници од регионот одржаа заедничка пресконференција. Премиерот Ковачевски во своето обраќање посочи дека НАТО интеграцијата обезбеди мирен и стабилен Балкан и државата продолжува на истиот пат и кон Европската Унија. Северна Македонија и земјите од регионот кои се покажаа како ценети сојузници од доверба заслужуваат да бидат дел и од Европската Унија. И со тоа ќе го искористат и ќе го искористиме целосно својот потенцијал за економски напредок на државите. Тоа ќе значи зголемување на животниот стандард на граѓаните, унапредување на демократијата и унапредување на владењето на правото. Тоа е тоа што нашите граѓани го заслужуваат и тоа е она што сите овде присутни лидери сме сложни заедно да го направиме. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг ја посочи Македонија како земја која е успешна во многу работи, вклучително и како успешно мултиетничко општество кое им демонстрира на регионот и на светот дека луѓе со различна позадина можат да живеат заедно на мирен начин. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. 47 ден од судирите на израелската армија и Хамас. Постигнат е 4-дневен прекин на огнот за ослободување на 50 заложници на Хамас или 150 палестинци кои ги држи Израел во затворите. Катар е посредник на договорот. Белата куќа порача дека нема да поддржи проширување на израелските воени дејства во јужниот појас на Газа, освен ако нема конкретен план за заштита на цивилите. Европската Унија вели дека нема докази дека помошта испратена до палестинците оди во Хамас. Високиот представник на Европската Унија за надворешни работи и безбедносна политика Жозеп Борел во објава на социјалните медиуми порача дека хуманитарната пауза мора да се искористи за да се обезбеди што повеќе помош за цивилите во Газа, додавајќи дека Европската Унија ќе го направи својот дел во обезбедувањето помош. Постигнатиот договор помеѓу Израел и Хамас ќе го означи првото примирие од почетокот на конфликтот. Паузата би можела да трае повеќе од 4 дена, бидејќи Израел вели дека на секој 10 ослободени заложници над почетните 50, паузата ќе биде продолжена за 1 ден. Пожар го зафати научниот центар на Тесла во Вондерклиф, единствената преостаната лабораторија на Никола Тесла на Лонг Ајленд во Њујорк, соопштила американската полиција. При гаснењето на пожарот, еден пожарникар е повреден и хоспитализиран, јавуваат локалните медиуми, наведувајќи дека се уште не е познат обемот на штетата. Тесла живеел во Шорехам околу 3 години, каде што направил револуционерни откритија во областа на електричната енергија и безжичната технологија. Зградата датирала од 1901 година и во моментов на неа се вршела обемна реконструкција. Во комплексот во тек било отстранување на сите објекти кои немаат историско значење, а планот бил до јуни да биде отворен центар за посетители.
Европскиот парламент ги поддржа измените на законот на Европската Унија за нето нула емисии на штетни гасови од индустријата. На листата на првичните 10 технологии се додаваат уште 7 за кои ќе важат овие правила, чие прилагодување би требало да се реализира до 2050 година. Предложениот закон за нето нула емисии од индустријата ќе биде проследен до Советот на Европската Унија, кој на почетокот на декември треба да се произнесе по него, по што би следувало усогласување на неговата финална верзија. Доколку предлогот биде конечно усвоен во форма на закон, тоа ќе значи зголемено производство на товарни возила што ќе се движат на погон на електрична енергија или водород со цел постепено намалување на употребата на камиони со мотори со внатрешно согорување. Северна Кореја соопшти дека успешно поставила шпионски сателит во орбитата. Ова е трет обид за лансирање оваа година, овој пат успешен. Пјонгјанг вели дека шпионскиот сателит е поставен поради зајакнување на борбената готовност на Северна Кореја. Севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун порачал дека зголемувањето на шпионските способности на Северна Кореја ќе биде од големо значење за безбедноста на нивната земја. Саудиска Арабија ќе гради ски центар среде пустина, пренесува Euronews. Ќе се користи за скијање 3 месеци од годината, додека остатокот од годината ќе се користи за спортови на вода и планински велосипедизам. За таа цел, со проектот Неом се предвидува изградба на футуристички град Троена во комбинација на неверојатна реална и виртуелна архитектура, вештачко езеро со волшебен поглед. Изградбата би чинела околу $500 милиарди, пренесува Кликс. Менаџер за маркетинг и комуникација на проектот Неом изјавил: полесно отколку што мислите да се реализира идејата за скијање во Саудиска Арабија. За да создадеме снег, ќе користиме што повеќе обновливи извори на енергија, било да е тоа сончева или ветерна енергија. Ќе користиме вода од нашата фабрика за Бигор вода, што е супериорно решение, кажал менаџерот на проектот. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!